Најново издание на регионалните вести. Воздухот и водата и понатаму остануваат најгорливи проблеми за тетовци. Воздухот што го дишат е опасен по здравјето, а водата што треба да ја пијат ја немаат во доволна количина. Тетовци ниту во новата година немаат среќа да ги надминат двата најгорливи и повеќегодишни проблеми со воздухот и водата. Аерозагадувањето не попушта, а периодов намалена издашноста на шарските извори, или со други зборови, воздухот што го дишат е опасен по здравјето, а водата што треба да ја пијат ја немаат во доволна количина. Како што објави Министерството за животна средина и просторно планирање на својата интернет страна, среднодневната концентрација на PM10 частичките за вчерашниот ден изнесуваше 358 микрограми на метар кубен воздух, или тоа е за 7 пати повеќе од дозволеното. Вчера во 18 часот и 30 минути канцерогените честички беа исталожени во воздухот што го дишеа граѓаните во концентрација која е за 14 пати повеќе од граничната вредност. Поради надминување на прагот на информирање на интернет страната на Министерството, постојано стои апелот до граѓаните да не излегуваат надвор без некоја поголема потреба, особено ова важи за бремените жени, повозрасните и хронично болните лица. До кога ќе биде вака, се уште е неизвестно. Минатата година тетовци од вкупно 12 месеци, само еден месец дишеле воздух во кој немало загадување, а 11 месеци на нивното здравје постојано напаѓале PM10 частичките, повремено придружувани од азотниот диоксид и приземниот озон како дополнителни загадувачи. Што се однесува до водата, во моментов низ цевките на градскиот водовод течат 215 литри вода во секунда, кои се добиваат од изворите, и дополнителни 70 литри вода во секунда, кои се добиваат од активирањето на бунарите, или вкупно 285 литри во секунда. Како што не информира од работната единица на ЈКПТ во водовод и канализација, ситуацијата со водоснабдувањето е влошена во однос на претходниот период, но за сега не е во план воведување на уште една рестрикција, освен онаа што досега ја имаат тетовци од 1 часот по полноќ до 5 часот. Значи градот и понатамо кубури со вода со оглед на тоа дека за оптимално задоволување на потребите на граѓаните потребни се 350 литри вода во секунда. Во септември минатата година надлежните власти изјавија дека работите околу изградбата на новиот водовод се во завршна фаза. Новиот водовод треба да обезбеди дополнителни 200 литри вода во секунда, со кој конечно ќе се реши деценискиот проблем со водоснабдувањето, но додека водата од новата водоводна мрежа продече до чешмите на тетовци, останува апелот за рационално користење на водата. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Српската заедница во Тетово денес го празнува Свети Сава, првиот српски архиепископ. По повод празникот пригодна програма на одбележување имаше Сдруженијето на Срби и Македонци, културно-уметничко друштво Бранко Чајка од Тетово. По повод српскиот национален празник Свети Сава, кој денес го одбележува српската заедница, вчера пригодна манифестација одржа Сдруженијето на Срби и Македонци, културно-уметничко друштво Бранко Чајка од Тетово. Празникот беше одбележан со свечена Светосавска академија, на која поздравен говор одржа председателот на Сдруженијето Сонја Андонов. Беше исполнет тропар на Свети Сава, прочитано и житието. Исто така беа изрецитирани стихови посветени на Свети Сава, како и пригодни музички композиции. Сдруженијето на Срби и Македонци, културно-уметничко друштво Бранко Чајка, како и секоја година го обележува празникот посветен на ликот и делото на Свети Сава, кој е култна личност во православието пред се. Податоци говорат дека неговиот лик се наоѓа на една фреска во Московскиот Кремљ, а во далечниот Сибир, во градот Кјахти, постои црква која го носи неговото име. Сдруженијето свеченоста за Свети Сава ќе обележи денеска вечерва со свечена академија, а утре традиционално, како и секоја година, членовите на Сдруженијето
сме кумови во црквата Свети Никола. Денешната програма ќе биде збогатена со музички точки од неколку пијанисти од градот. Ќе биде прочитано житието за Свети Сава, тропарот на Свети Сава ќе биде испеен, а Свети Сава како личност кој инспирација, кој бил инспирација и се уште инспирација на многу поети. Вечерва ќе имаме чест и двајца поети, современи поети, да прочитаат две песни посветени на Свети Сава. Свети Сава бил роден 1175 година како Раско Неманич. Бил принц и имал од неговиот татко територија која е управувал, но одлучил да се замонаши во рускиот манастир Свети Пантелеймон на Света Гора, каде го добил името Сава. Подоцна, заедно со својот татко, кој исто така се замонашил на Света Гора, го подигнале првиот српски манастир Хиландар. Празникот Свети Сава е неработен ден за граѓаните, припадници на српската заедница во Република Македонија. По повод христијанскиот празник Свети Атанаси Зимен на 31 месецов, чествување ќе има во манастирскиот комплекс Балтепе, како и во населените места Долно Седларце, Брвеница и Требош. Православните христијани на 31 јануари во недела го чествуваат празникот Свети Атанаси Зимен. По тој повод чествување ќе има во манастирскиот комплекс Свети Атанаси Балтепе, каде ќе се отслужи света божествена литургија, по која ќе бидат прережани кумските колачи во 11 часот. Потоа се до вечерните часови ќе се одржи сеопшта народна веселба. Од црковното настојателство ги покануваат сите православни христијани да присуствуваат и молитвено да учествуваат на богослужбата, како и на заедничката прослава. Во Брвеница по повод празникот Свети Атанаси во сабота на 30 јануари ќе се одржи 6-тиот традиционален концерт во организација на културно-метничкото друштво Брвеница, на кој покрај домаќините ќе учествуваат и културно-метнички друштво од Радовиш и Кичево. А гости на концертот ќе бидат Јулија Спасен Силјановски и Владко Миладиновски. Концертот ќе се одржи во спортската сала со почеток во 18 часот, а влезот чини 50 денари. На денот на празникот во недела во црквата Свети Атанаси во Брвеница ќе се отслужи света божествена литургија со почеток во 8 часот и 30 минути, пошто во 10 часот ќе бидат прережани кумските колачи. Потоа се до вечерните часови ќе се одржи сеопшта народна веселба. Од црковното настојателство ги повикуваат сите граѓани да земат учество во заедничката прослава. Чествување на празникот ќе има и во Долно Седларце. Во црквата Свети Атанаси со почеток во 10 часот ќе се отслужи света божествена литургија, пошто ќе бидат прережани кумските колачи, а веднаш потоа следува братско-сестринска трпеза на љубовта за сите присутни верници. Чествување на големиот христијански празник Свети Атанаси организира и црковниот одбор на село Требош. Заменик министерот за финансии Кире Наумов, пратеникот Стојко Пауновски и други представници од раководството на СДСМ вчера остварија повеќе средби и трибини со граѓаните од Тетовско. На средбите се разговараше за актуелната политичка состојба. Актуелната политичка состојба беше темата на која за време на средбите со граѓаните и на трибина во Теарце вчера разговараа заменик министерот за финансии Кире Наумов, пратеникот Стојко Пауновски и други представници од раководството на СДСМ. СДСМ ќе учествува единствено на избори кои се фер и демократски, го пренесе партискиот став до граѓаните заменик министерот за финансии Кире Наумов. Цврсто треба да им објасниме на членовите, симпатизерите, неопределените дека СДСМ ќе учествува единствено на избори кои што ќе бидат фер и демократски. Оваа одлука за избори на 24 април е одлука која што е криминално донесена. Тоа е одлука која што значи дека повторно власта сака да организира избори на криминален начин како што ги правила до сега и Социјалдемократскиот сојуз, опозицијата и граѓанските движења не се служуваат со тоа. Останавме на позициите, односно останавме и во владата и во парламентот, давајќи шанса да до 24 февруари, кога е последниот датум, кога одлука може да се промени, да тој датум биде пролонгиран и да до тогаш има доволно време пред се да се прочисти избирачкиот список и да се уредат медиумите. Без тие два услови,
заедно со тоа да се обезбедат и услови за работа на специјалното јавно обвинителство, да тоа работи непречено да се врши својата работа, СДСМ и опозицијата и граѓанските движења нема да дадат подршка да постојат избори во Република Македонија. Сигурни сме и дека и меѓународната заедница нема да подржи избори на кои што нема да учествува опозицијата. Пратеникот на СДСМ од Тетово Стојко Пауновски апелираше до присутните за поддршка во секојдневната политичка борба. Ама за среќа на Република Македонија, за негова голема жалост, човекот се прејде изгледа сами од себе си у неговите можности и сето она што следува понатаму е да граѓаните на Република Македонија не да се кријат зад нив, него тие да му кажат дека Република Македонија е држава и таа држава е на сите кои што живеат во неа и дека во владата на Република Македонија не сме влегле затоа што владата добро работела, туку затоа што докажавме дека владата крадела, дека владата манипулирала, дека владата непоштено сите овие 10 години била на власт, а сите барем овие постарите знаете дека оној кој што непоштено дошол на власт, уште понепоштено ќе си оди од таа власт. Ама за сето тоа ни треба уште малку време, ни треба уште малку сите да се збиеме заедно со граѓаните на Република Македонија. Затоа уште еднаш апел, верувам дека тој апел ќе вроди со плод кај сите и надвор што ќе им пренесете, да сите заедно помогнете ова зло што повргу да го нема во Република Македонија, а избори дека ни требаат, да ни требаат и утре избори. Ама да бидат фер, демократски, а не груевски повторно да го направи она што го правеше и досега. Затоа бидете живи и здрави, не чека доста голема работа, не чека буквално секојдневно не борба, физичка борба, туку политичка борба со непријател кој што знае и умее и користи наши пари за да го советуваат, за да биде против нас. Затоа и вербата во Бога и се е на наша страна, само треба да бидеме уште поединствени, за да во сето ова успееме. Средбите и трибините со граѓаните се начин да се слушнат проблемите, да се поразговара за актуелната состојба, но и да се утврдат насоките на делување. Денеска организиравме 6 средби со граѓани, од кои една трибина заклучно тука во ТРЦ, заедно со дополнителниот заменик министер од редовите на СДСМ, се со цел да поразговараме со граѓаните на општина ТРЦ, да ги слушнеме нивните проблеми и барања, меѓутоа и да слушнеме дали не поддржуваат во тоа да се избориме за фер и демократски избори и да не настапиме на изборите на 24 април. Значи, коментарите од граѓаните беа сите во насока да останеме посветени на тоа, на договорот од Пржино, меѓутоа да не излегуваме на повторно криминално организирани избори. Со организација на средби и трибини со граѓаните од СДСМ продолжуваат и наредниот период. Поддршката на спортисти, клубови и организирање спортски надпреварувања, општина Гостивар ќе ја спроведува преку годишната програма за спорт. Во 2016 година за оваа намена ќе се издвојат 6 милиони денари, или двојно повеќе од лани. За поддршка на спортски манифестации, клубови и развој на спортот, општина Гостивар годинава ќе издвои 6 милиони денари од буџетот, што е двојно повеќе од лани. Активностите, финансиските рамки и критериумите се определени во програмата за спорт за 2016 година. Во неа се офатени развој на масовниот спорт и рекреативните активности на граѓаните, поддршка на традиционални спортски манифестации, ученички и студентски спортски активности, како и спортско-рекреативни активности на лица со посебни потреби. Локалната самоуправа предвидува средства за одржување, изградба и опремување на објекти за спорт и определување на рекреативни зони за масовно спортување. Кој колку пари може да добие преку програмата за спорт одлучува посебна комисија. Минималниот износ за поединци изнесува 10.000, а максималниот 60.000 денари. За спортски клубови помошта се движи од 15 до 150.000 денари при поединечна исплата. Висината се одредува според повеќе критериуми.
Предходен успех, ниво на презентација на општината, популарноста на поединецот и клубот и слично. Програмата за спорт цели кон афирмирање на општина Гостивар како развиен спортски центар, развој на училишниот спорт, создавање на услови за настапи во земјата и странство на наши истакнати спортисти и на млади спортски надежи, поддршка за поголемо учество на жената во спортот, остварување и унапредување на меѓународната спортска соработка и друга. Советот на општина Тетово утре со почеток во 11 часот ќе одржи 32-та седница. На дневен ред ќе биде усвојувањето на програмите за работа на неколку установи, како и училиштата. Сдруженијето на новинари на Македонија и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници најстрого го осудуваат предлогот на владеачката партија ВМРО-ДПМН во поглед на медиумите, ако е предмет на разговор помеѓу работните групи со посредникот Питер Ван Хауте. Како што велат председателот на СДСМ Насер Селмани и председателката на ССНМ Тамара Чаусидис, законот кој го предлага ВМРО-ДПМН за владините реклами е брутален напад врз независноста на медиумите, а со него се прави упад врз мисијата, финансирањето и уредувачката политика на медиумите. Македонската радиотелевизија годинава ќе располага со буџет од 1 милиарда 291 милион 700 илјади денари, односно 21 милион евра, колку што планира и да потроши. Најголем дел од овие пари ќе бидат потрошени за плати од премнини за вработените, а останатото на програмскиот дел и техничкото опремување. Вкупно 10 милиони 650 илјади денари годинава јавниот радиодифузен сервис ќе потроши за покривање на трошоци за службени патувања во земјата и во странство, дневници, ноќевање и превоз, како и трошоци за користење на сопствено возило, услугите за такси превоз и слично. За надоместоци за членовите на органите на управување на МРТ пак се планирани 5 милиони денари, а за трошоци за реклама, промоција, пропаганда и репрезентација се планирани вкупно 950 илјади денари. Отписот на побарување од радиодифузна такса годинава МРТ ќе чини 1,6 милиони евра, а за казни, пенали, надомест за штети вкупно 9756 евра. За покривање на камати и затезни камати планирани се 406.504 евра. Во годинешниот извештај на Freedom House за состојбата со слободите во светот објавен денеска, Македонија и натаму е во групата делумно слободни земји. Во извештајот се наведува дека македонската владеачка партија била вмешана во изборна измама и експанзивно прислушување, со што го влошила политичкиот ќорсокак со опозицијата. На крајот тоа е натера Европската Унија да се вмеша и да договори предвремени избори за годинава. Се наведува во извештајот на Freedom House, во кој Македонија забележува негативен тренд. Политичките слободи се оценити со 4, додека оние граѓанските со 3. Данскиот парламент го одобри законот со кој полицијата може да им одзема пари и вредни работи над $1.500 од барателите на азил, со цел на таков начин тие да ги покријат нивните трошоци за сместување и храна. Во минатата година Данска прими околу 20.000 баратели на азил. Законот беше критикуван од Обединетите нации кои сметаат дека бегалците кои прават напори да стигнат во Европа би требало да се третираат со почитување на сите бегалски права. Финска и Русија се согласија да ја зајакнат соработката на нивната 1340 км долга заедничка граница, преку која се повеќе мигранти влегуваат во Европската Унија. Ова беше договорено меѓу министрите за внатрешни работи на двете земји. Минатата недела финската влада ја критикуваше Москва што дозволува да се зголемува бројот на азиланти преку границата на Арктикот и побара заедничко европско решение за бегалската криза. Според финските власти, овој месец во земјата од Русија влегле 400 баратели на азил. Во целата измината година во Финска од Русија влегле 700 азиланти.
Министерката за правда Кристијан Тобира денеска поднесе оставка поради нејзиното противење на контроверзните уставни промени, за кои владата врши притисок и со кои ќе им се одземе државјанството на терористите родени во Франција. Тобира истакната фигура во владеачката социјалистичка партија на председателот Франсоа Оланд има несогласувања со некои во нејзината партија и десничарски ориентирани републиканци за прашање од законот и редот. Оланд побара уставни промени како резултат на терористичките напади во ноември во Париз, во кои беа инволвирани джихадисти родени во Франција. Разголени статуи од времето на Стар Рим беа покриени за време на посетата на иранскиот претседател Хасан Рохани во Италија, објавија вчера локалните медиуми. Многу интернет страници, меѓу кои електронските гласила на популарните весници Република и Кориера де ла Сера, објавија фотографии од неколку поставки во музеот Капитолине во Рим, целосно заградени со бели панели. Во музеот доцна завчера се одржа пресконференција на Рохани и италијанскиот премиер Матео Ренци. Новинската агенција АНСА објави дека на свечената вечера на лидерите воопшто не се служело вино, што било уште еден знак на почит кон муслиманската вера на Рохани. Соединетите Американски држави и Кина мора да најдат начин да ја стават под контрола севернокорејската нуклеарна програма и да ги намалат тензиите во Јужното Кинеско море, изјави денеска американскиот државен секретар Џон Кери во Пекинг на средбата со шефот на кинеската дипломатија Ванг Ји. Кери синоќа допатува на дводневна посета на Кина под дводневниот состанок со лидерите на земјите од Југоисточна Азија, на кој се обиде да ги охрабри да заземат единствен став кон поизразените територијални претензии на Пекинг во Јужно-Кинеското море. Кина тврди дека таа има суверенитет над речиси цело Јужно Кинеско море, вклучувајќи ги подрачјата што ги контролираат другите земји. Времето денес беше сончево со мала до умерена локална облачност и со утринска магла по котлините. Дуваше слаб до умерен западен ветер. Утринската температура се движеше во интервал од -5 до 3 степени, а дневната од 9 до 14 степени. Според метеоролозите, утре времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со утринска магла по котлините. Утринската температура ќе се движи од -3 до 4, а дневната од 9 до 16 степени. Тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.